Добра вечер, почитувани гледачи. Во ова емисија Под лупа ќе зборуваме за архитектонските решенија кои што го разубавуваат, но и кои што го наградуваат градов. На моје големо задоволство во студиото на ТВМ и гостин во Лупа, господино Димитри Зарчев. Мислам дека доволно е самото име и презиме, Охриѓани добро ве знаат, познат архитект од градов, но и пошироко. Добре дојдовте. Добро вечер. Господин Зарчев, како што реков, значи многу архитектонски решенија ќе останат запаметени како позитивни и како решенија кои што го разубавиле градов, но многу од нив пак и направиле трајна штета која што и генерации после нас ќе треба некако или да се справуваат или да ја поправат. Имаме доста закони од областа на архитектурата, но за жал во последно време како се помалку да се почитуваат. Еве, значи, тука ќе ги споменам само Законот за културно наследство, Законот за градба, а посебно ќе го потенцирам Законот за Охрид, кој што беше донесен и направен специјално, значи, за нашиот град, бидејќи е еден навистина град со посебни перформанси. Ваков закон е донесен за Охрид и го штити централното градско јадро и стариот дел на градот. Да. Колку и зошто не се почитуваат овие закони? Од каде си земаме ете такво право? Кога разговараме за Охрид, треба да имаме во предвид дека е град кој што не обврзува не само нас, туку и целата република и регионите, и дека е во секој смисол од светски значај. И не случајно се носени одредени законски акти, кои што мое мислење е дека во доволна мера, кога би ги применувале правилно, го заштитуваат градот како град од нелегални објекти, од накарадни објекти или од било какви некакви измени кои што во секој случај нанесуваат штета. За да влезе градот Охрид во светската баштина, требаше многу напор за да влезе, мислам, административно, а она што низ векове е направено се валоризирава негде 1978, со тоа што може некој не знае, но четврти град кој што влезе во евиденцијата на УНЕСКО е градот Охрид. Многу пред Атина, многу пред Котор, многу пред други градови од Балканов и не само од Балканов, туку и од Европа. Но многу пати, сега само тука ќе ви влезам малку во збор, но многу пати во последно време се споменува дека Охрид може и да биде избришан од оваа листа. Значи, дали е тоа оправдано или не, дали е тоа така или не, но тоа некако виси, лебди во воздух. Знаете што, заслугата за нешто, како и заслугата да се добие, исто има заслуга и за нешто да се изгуби. Значи, несоодветниот однос кон она што сме го постигнале, може да предизвика други некакви појави, да речам, да изгубиме некаков статус, за кој што од 20 сме се избориле да го добиеме. И тоа заради одредена неодговорност или едноставно од занемарување на некои основни постулати кои што требало да ги чуваме. Некогаш многу е поарно нешто да не се изгради, отколку лошо да се изгради. И ние, обично градовите добиваат одредени квалификации заради градба, но исто така и заради лоша градба. И имаме примери во светски рамки, да не одиме на балкански било како, дека заради самоволни или некакви накарадни измени во одредени архитектурски остварувања, го изгубиле статус кој што се избориле да го добијат. Со Охрид е една специфика. Ние имаме една традиционална архитектура оде, и сакрална и световна, која што се провлекува низ децении и која што ние се трудевме на некој начин да ја одржиме. И не само што се трудевме да одржиме во физички смисол, ние имаме и одредени тенденции, цело време ние стваравме кадрови во Охрид. Ова слободно можам да речам, поготово од мојата дејност, да речем од архитектурата, ние стваривме иксовде легитимни архитекти со завидни достигнувања. Ние сме еден од ретките градови кој што имаше 3, 4 или 5 архитекти наградени со републички и сојузни и некакви посебни награди и признанија. Што да кажем отворено, белек, да. Да, затоа што од провинцијски архитекта не се стигнува лесно на некои други граници, каде што поблиску до оние кои што живеат во големите центри, во метрополите, да речем. Така да мислам дека ние дојдовме еден период на декаденција, на жалост. Таа декаденција сега некој не е призна, некој како да не вие таму све знаевте, ние сега ништо не знаеме. Каму среќа да не е така.
Колку се бараат и се почитуваат вашите знаења и мислења, еве, вака како стручњак кој што има зад себе половина век искуство во архитектурата? Јас своето работно искуство го почнав во Завод за заштита, на времето што беше. Тогаш не беше и музеј, беа одвоени. Завод за заштита и влегов таму како некој приправник, меѓутоа тогаш беше дефицитарен беше бројот на архитекти во градот Охрид. И таму почнав да работам, мислам на тие проблеми што ги имавме, заедно со колегата од другата бранша, од археологија, Владо Маленко. И учествувавме во она што беше тогаш од значево градба, односно одржување, откривање, конзервирање и така да тие градби кои што во тој период ги откривавме и можам да кажам дека во тој период, на пример, ние на Плавашник сега што се вика, работевме на базиликата, на христијанската базилика. Па работевме на Девој, на Калета, на објектите кои што беа околу градските зидишта и така натаму. Значи секаде кај манастирот Свети Наум, значи во еден континуитет на она што беа потреби од тоа време. Се разбира дека во тој период покриеноста со законски некакви прерогативи не беше на тоа ниво како што е сега. Меѓутоа и тогаш имаше заштитени споменици, споменични обележја, имаше закон за вреднување на овие културни вредности и богами прилично строго се придржаваа и тие што беа инволвирани како инвеститори во тоа и оние кои што ги работеа проектите, па и тие што ги надзира. Иако не беа луѓето толку многу на број како што се сега. Значи мислам дека тие критериуми беа можеби построги во однесување отколку што се сега. Или во почитување, ако сакате, на одредбите. Може би биле повисоки моралните норми на поединците, па се знаело докаде може да се оди. Зошто сега еве свесно или несвесно од незнаење се кршат законите? Законите се за тоа за да се кршат. Ние сме познати по тоа да бараме... Но некој дозволил да ги кршиме, да ги прекршуваме. Не смее да се кршат законите, треба законите да се почитуваат, затоа се и носат. Не се носат тие за некој да ги крши или да ги извитоперува или да поминува низ ними и така натаму. Ние имаме доволно закони. Ама има еден проблем друг. Има одредени закони кои што се минуваат за дневна употреба, така наречена. Ќе земам за илустрација законов за градба на Република Македонија. Пред некое време, мисля че имаме 2 недели и отприлike така, на едно вестите слушнав дека специјална екипа сега ќе работи да се донесе нов детерминиран закон за градба, затоа што 22 законски измени има во рок од 5, 6 или 7 години. И са никој нема да го знае пречистениот текст за законот за градба како се. Колку може, значи, овие промени да се следат? Дали може воопшто? И са екипава што ќе го тоа припрема ќе биде веројатно од правници, од архитекти, од социолози, од еколози и така натака, ама ќе му треба време. Тие рекаат 9-10 месеци, прашање дали ќе заврши можда за година или не, биќе многу сериозна работа. Освен тоа, целото ова што е состојба во градбава или во што се вика архитектура или урбанизација како сакате, е под многу строги критериуми. И тука се инволвирани и разноразни институции. Тука е урбанизмот, тука е градбата, тука е екологија, тука е социјала, тука е труд, све што постои на некој начин е инфилтрирано во законодавството кое е направено за едни вакви односи. Меѓутоа, спроведувањето кај нас, не само во тоа сфера, од сите сфери, тука сме ние лабави. Има многу нереални компромиси, непотребни компромиси во градбата. Многу често ни се случува некако законите да си ги применуваме по потреба. Во еден момент се повикуваме на еден закон кој што ни одговара, во тој даден момент, во другиот пак се повикуваме на некој друг, го занемаруваме претходниот и така некако си ги тераме работите онака како што нам ни одговара. Малку да ни образложите, еве, за гледачите да им стане појасно, многу пати законот за градба се поистоветува со законот за конзервација, што е сосема различно. Значи, што се подразбира под конзервација, што се подразбира под градба? Законот за градба е соопфатен и се однесува на било какви инвестиционни објекти, ки наречеме што така и се додат, што подразбира, значи, сета целокупната процедура
до моментот на добивањето на одобрение за градови, кое што исто како и сите други закони подлежи на одреден рок на траење. И законите што се од урбанистичка регулатива и тие имаат рок на траење. Обично до 5 години за деталните, па 10 години за просторните или за генералните и така натака. Значи, нас во реализацијата на сето ова, све е предвидено. Меѓутоа, во донесувањето, ние тука имаме компромиси. Тие компромиси, на жалост, понекогаш од ситно политички или ситни дневно потреби, па доаѓа до одредени измени или до пренепрегнување на одредени елементи кои што се обврзни за тие да се инволвираат во донесувањето на определени акти и одно настануваат проблем. Затоа што законодавците воделе сметка до детал на кој начин ќе се постапува во процедура и ние обично грешиме во процедура. Грешките од процедура не се наивна вредност. Затоа што Значи постапката не се спроведува онака како што треба. да. Редоследно туку се прескокнуваат некои Сега делови. актуелно беше во задни години легализација на дивите градби. Што значи диви градби? Значи незаконито подигнати објекти. Па фрапантна беше цифрата од 300.000. Ако се 300.000 незаконити, нелегални објекти во Република Македонија. Каде биле, секојаш се прашуваме, еви ние новинарите, каде бил државниот инспекторат кога тие се правеле? И другите институции кои што се задолжени за тоа? Основното кој е? Ако имаме 300.000 условно, каже, доведете да речеме некакви стамбени згради. Што значи тоа, дека цела Македонија живи во дива градба? Фрапантна е една цифра што несватлива е. Мислам бака. Сега, на жалост се деси. Се легализира, добро се легализира. Ама и лошо се легализира. Зашто? Затоа што онај кој бил легитимен, ги платил сите давачки, комунали, проектирања и така натака, мислејќи дека се осигурал, ги платил трошоците, наедно се наоѓа во ситуација доколку него му израста некакви диви објекти и да тој изгуби вредноста на објектот кој што го има и она за кој што тој вложил огромни средства. Тотално грешно и недозволено. Освен тоа, одредени законодавни има манифетлуци, например, една од одлуките. На територија на цела Македонија ќе дозволи да се дигне приземје и спрат кој што има, уште еден спрат. Па како тоа може да се крева? На територија на цела Македонија. Па заради цела Македонија е исто. Зато не е проблем. Сега, да не завлегуваме многу во овие работи. Ова ни е вака како еден увод, како една предходница на тоа што ќе ни биде тема на вечерашната емисија и на нашиот разговор. Јавноста ја разбранува изградбата, односно конзервација и реконструкција на Липашината џамија. Значи, еве сега тука и јас во самава најава ги испреплетив изградба, реконструкција, конзервација. Затоа што никако да се разграничат тие работи. Значи, цело време во јавноста се меша што е што. Конзервација и реставрација е сосема друго, а изградба е нешто сосема друго. Вие како долгогодишен архитект исто така сте засегнати од овој проект. Да. Има многу формулации. Конзервација, адаптација, ревитализација, реконструкција и веројатно уште некој друг. Да, бидејќи сте биле и дел од управниот одбор во Завод и музеј, познати ви се работите, што се случува сега еве на Липашината џамија? Какви зафати се вршат? Дали се врши само конзервација или пак имаме веќе градежни зафати? Јас да ви кажам, секогаш почнувам од тоа што вика закон. Легислативата каква е, што се побарало и што се добило и што е мислам на терен или во пракса. Значи, сознанијата се дека одобрение за градба нема, има само одобрение за конзервација. Предпоставувам дека, бидејќи се инволвирани институции, дека се би требало да биде во ред. Меѓутоа, прашање дали можело да биде во ред. Зашто? Не може институција било која да си дозволи да отпочне објект без да има одговорност за раководното лице и за таа институција, доколку отпочне диво градбен објект, независно каков. Второ, не постои објект дали се ревитализира, дали се конзервира, дали без одобрение за градба. Не постои објект ако нема локација и доказа собственост
извод од урбанистичкиот план. Значи, се додека не извадите извод од урбанистичкиот план, дали тамо на таа катастарска парцела било која е предвиден некаков објект, се докато не докажете правото на собственост, не можете да поднесете ни да барате одобрение за градба. Нити да влезете во изработка на техничка документација, нити таа да се валоризира со сите прерогативи тамо до ревизија, до конечен до конечниот документ извршен да стани одобрението за град. Од тоа не се ослободени ниеден објект инвестиционен во Република Македонија, не е ослободен од техничка документација и одобрение за градба. Ако нема локација, нема изработка на проектна документација. Казниво е. Ако еден архитекта било кој пристапи кон изработка на документација, а знае дека таму не е предвиден објект, и ако проба тој да го реализира, кривична одговорност. Значи, тоа е тотално све е регулисано по законски основи. И по старите, и по новите, и по идните закони. Не може да биде инако. Сега ние вршиме прескоци, знаете. Експериментираме. Ке го прескокнеме ова, па ќе видиме, па накладно ќе доставиме. Па сега времено со ова ќе помине, па после ќе видиме што е. Како ни се дозволува тоа? Како може да се дрзнеме да правиме такво нешто, затоа што и постојат институции кои што сето тоа треба да го контролираат и да го стопираат? Видите, за Охрица. И не само за Охрид, али за Охрид има 3 закони најактуелни кои се. Значи, првиот е законот за градење, кој е универзален и се однесува на сите инвестиционни градби во Република Македонија. Така. Другиот е законот за културно наследство, кој што е исто таков. Арно Охрид има една специфика. Третиот закон. Што го заборавивме? Закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство. Старото градско јадро на Охрид, кој го фаќа реално Високастро, Варош, Кошишта, дел до Карабего-Мала и дел тамо негде до, ајде да не речам до Билјани извори, и е точно заниран. И подлежи на многу подруги критериуми и услови него било кој друг дел. Да речеме, она што не е во централното градско подрачје, и тука сега имаме, да речеме, централното јас го каже околу тврдините горе, Плавошник, Варош, Високастро, и контактната зона на преминот од овие урбани единици, жоди према, да речеме, према периферија, условно речем. Макар да сега центарот на Охрид не е кај што беше овдека на плоштата, туку е некаде ономо кај Лихнида фабриката или Тропогоре. Како и да е. Сега, сите овие 3 закони се услов за да некој почне било каква инвестиционна активност. И тука имат задолженија. Овој актуелниот случај се однесува на контактната зона, мислам, тоа е Старава чаршија, што викаме, за која што урбанистичко решение првото е направено неге 1972. Па после има некакви измени и дополнувања во различити периоди, на мали делови и многу строго детерминирани. И последното беше 1994, не знам дали 1914 се преработа нов детален план на тој простор збор. Меѓутоа, законодавецот вика вака. Во контактната зона која е ставена под посебен третман, како што е случајов овде, има одредена урбана документација која што треба да биде изготвена и при реализирање на било какви објекти, дали од културно наследство, дали од некултурно наследство, обични, нормални, вакви такви, предвидени за ревитализација или за реконструкција или за адаптација, подлежи на посебни прописи и услови. И многу се прецизно напишани во законот за Охридското, речего, градско јадро. Јадро, да. И тука поставени се како за главната цел, значи урбанистичкото планирање, габаритно или било како, па се до второстепената или третостепената пластика за обработка на фасадите. Дали прозорите ќе бидат со двојно стакло, дали ќе бидат дрвени или пластични, дали нема да бидат, дали смеат да бидат од алуминиум, каква боја, покривните конструкции какви да бидат, фасадите во каква боја да бидат и така натака. Значи не е дозволено. Да, многу е конкретно детерминирано се што како. Точно така. И при добивањето на урбанистичките услови, доколку има конзерваторски, тие се составен дел во барањето и обврзен се за тој што го работи проектот прво,
мора да ги примени и во техничкиот опит што го работи во проектот, и во графиката, онака како што бара законодавец. Значи не е дозволено да правиме какви сакаме. Висините се детерминирани до која висина спратност. До 3 метра, да речеме. Не сме да биде преку 3 метра. Или висината на објектот не сме да биде повеќе од 15 или не знам, пропишано за одредени. И намената во секој случај. Намената ние не можеме, како сакаме намена да правиме во чаршијава. А што е со јавната расправа како една претходница на сите овие проекти кои што понатаму треба да се реализираат? Законот, овој што го цитирам, некако многу пати ја занемаруваме, да. За овој закон, како најакутен, бара изработка на детален план. Ево да речеме за ова зонова, кај што е актуелниот случај во случајот со Алипаши. Не мора да биде Алипаши, не може да биде градскиот пазар и тој во иста зона. Па не знам, може да биде трговскиот центар, амам што го правиме, па другиот овој амам што го реконструира и адаптира во Воска и така натака. Значи треба да се разработи и објектот и околината околу објектот. И при тоа да не бидат нарушени одредени прерогативи кои што се строго пропишани. Не може да правиме објект колку сакаме висок, не можеме да правиме било каков материјал. Мора да обезбедиме содејство на некој начин со околината. Значи не може тој да биде сам за себе, туку мора да биде функционално со другите објекти. Интегриран план. Ето интегрираниот план представува основ или е де факто деталниот план за тој простор. Дали имаме таков план за овој простор каде што сега разговараме? Сега што е тоа работа? Што е тоа интегрирано? Интегрирано тоа значи сега да собереме сиве ние конзерваторски подлоги, археолошки, еколошки, архитектонски, историско-традиционални и не знам што е кој, социјални меѓу другото, да не инфилтрираме тамо некакви непогодни објекти, па тоа сето да го земиме, да го организираме преку согледувања, па да го внесеме во деталните урбанистички планови, па тие додадат на усвојување во кое што општина Охрид има и тоа каква улога, а во моментов општина Охрид се оградува од цела работа, вика ние немаме надлежност, не е точно. Тие не сакаат да имат надлежност, или не ќе, или не знам што работа. Имат надлежност. Градоначалникот има директна надлежност во донесувањето на ова. Како што управниот одбор на Заводот и музеј Охрид го усвојува овај планов, па после го спроведува во тие планови за конзервација. Јас ми тврдам дека нема таков. Едноставно има проблеми луѓето, да не ги кажувам за по име и по презиве, али институцијата. Затоа што немаше координирано содејство, да речеме, измеѓу Заводот за заштита, ако не сум право, нека ми исправи некој, и општината Охрид. Не може да закаже саставе, не може да усвојат планови, не може да пристапат до еден нормален, детален урбанистички план, кој што точно ќе знаеш. И што се правеше во такви ситуации? Сето тоа што го зборува мака, на крајот оди, меѓу другото, се усвојува на Советот на општината го усвојува, управниот одбор на Заводот го усвојува и преку јавна расправа, значи треба исто јавна расправа, како за секој урбанистички план што се носи, јавна расправа за овој проблем. Разбирате? За контактна зона, да речеме Алипаши. Да се изјасни јавноста, да го каже своето мислење. Ова сето ова процедура. Ево таа процедура има... Во конкретниот случај оваа процедура дали е запазена? Јас мислам дека не е. Барем јас немам податок дека ова е сторено. Не е сторено. Значи веднаш е преминато на и сега, конзервација и реставрација. Почнувајќи од тоа, се останало некакво тамо недоразбирање или не знам дали е конзервација, дали е реконструкција, дали е адаптација, што сакам дека е. Прво, дали е во план и програм. Мора да има извод. Мора да има одобрение за градба, издадено со подпис на градоначалникот на град Охрид. Никој не може да го убеди дека од тоа е нешто ван законот за град. Не може. Се знае како е. Сета процедура, сите овие институции се инволвирани, али финалето е завршува, или ако е овластен по законов или по некој член законот што јас не го знам, да речеме министерот за култура што нема работа, нема работа сигурно, и сепак ева да подрачи на општина Охрид, има надлежност. И са некој бегат од надлежностите, а некој намерно ги тера да не се произнесуваат. И да вели една конфузија од недоумици, непотребно. И тука се прекршуваат законите. Да. И се разбира, се стварат после така коментари непотребни
Затоа што луѓето не се информирани, не знаат што се случува. Па се случува чудо не видат. И почнуваме после некакви други непожелни реакции кои што воопшто никому не му паднало на памет да реагира доколку све е запазено на како што по процедура. Сигурен сум. Па најголемите проблеми секогаш доаѓаат поради незнаење. Да. Сега малку ќе ве одморам, време веќе за реклама, првиот дел од емисијата ни помина, па потоа уште малку на оваа тема. За секого по нешто! Од 24 до 26 ноември со фантастични 20% попуст на целиот асортиман. Само во Мисија Бриколаж. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелете во Fish и Lunch Bar Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера овој викенд заедно со група Сарај, Тајфата, Димитар Андоновски. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Кам, постојано ниски цени. Пилешко филе 1 кг 229 денари. Алјаска полок филети 750 грама 115 денари. Леп тонус 450 грама 58 денари. Чадена скуша 1 кг 190 денари. Кам, купувај мудро. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ.
краток одмор, но мислам дека доволно за да можеме еве уште 20 на минути до пола час да разговараме на оваа тема. Мој гостин за сите оние кои што може би подоцна се вклучија, господинот Димитри Зарчев, познат архитект од Охрид. Разговараме за сите оние урбанистички решенија кои што се од корист, но може да бидат и од штета на градов. Да не ни се случуваат некои градби кои што подоцна може би ќе се каеме за сето тоа, штетите не може да се поправат така лесно. Господин Зарчев, зборувавме за нешто што е сега во периодов наназад актуелно, а тоа е реставрацијата на Липашината џамија, но тоа е само еден пример, значи сега еве конкретно за него зборуваме, но не е само тоа во прашање. Имаме и многу други урбанистички решенија, во иднина сигурно ќе се појават и некои други. Значи, најважно е колку и како ги почитуваме законите. И затоа на тоа и ставивме акцент. Закони имаме, но некако, како велат, законите се направени за да ги кршиме. Ако ни е дозволено, значи се што може да се употреби како дупка во законот, ќе се пронајде, ќе се употреби. Кога сме кај Липашината џамија, најмногу некако дака да речам боди очи крена прашина висината на минарето кое што треба да се гради. Тоа е негде околу 32 метри. Сега, ние кога се подготвувавме за емисијата, дискутиравме дали станува збор за изградба на ново минаре или за реконструкција на некое кое што постоело веќе. Ако станува збор за реконструкција е нешто сосема поинаку и тогаш вие ми објаснивте дека треба да се употребат они исти материјали кои што биле некогаш за да биде тоа реконструкција. Ајде са малку подетално за гледачите на Лупа околу тоа. Јас ви кажам една работа. Мислам дека не е прикладно да се разговара дали е високо, ниско или не знам какво некој минар. Прво, проектот не сум го видел. Друго, со документацијата не сме се запознали онака како што би требало. И трето, се додека во деталниот урбанистички план за контактната зона не се појави тамо на место да стои деловен објект, да стои, да речеме, верски објект, за кој што се пропишани одредени услови, мислам дека безпредметно е да се збори. Знаете зашто? Затоа што е сосема неблагодарна. Сите се фаќаат за оџакот. Сите се фаќаат за звонарата, секој се фаќа за минарето. Има на латинска вика деазини умбра дисцептаре, за одмагарето сенката. И сето да пропаѓа после. Станува безсмислено. Целата работа наеднош, во животот, да речеме, се среќаваме со некакви чудни. Секој знае што е илјадарка. Секој знае 100.000. Знае можда што е милион, ама милиарда, бога ми, не знае секој што е. Така и со архитектурата. Секој има право да предложи и да биде подложен на критика. Затоа што архитектонскиот објект да е слика, може да е клапна зид и да е трнан па никому ништо. Не. И споменичното обележие е трајно. И сега ако направиме грешка во архитектурата, бога ми таа е неизбрислива е. Сведоци сме на одредени коментари сега, ама вика, ако сгрешивам сега за да исправиме грешка, уште поскапо е. Затоа не треба да грешим. Да, затоа е подобро да се дискутира пред да се направи. Јас како по професија моја, се додека некој не докаже стручно, архитектонски, обликовно, дали 30, 100 или 130, не можам да се произнесам. Мислам, би било безпредметно. Затоа што тоа ќе стане после критизерство, а не наука. Доказ, ме разбирате? Или некаков си антидоказ кој што зошто би го применували и зошто би се занимавале со него. Може да биде поздравено, да речеме, има случаи во светов од вакви надпревари што ги правеле архитектите. Архитектурата е една приказна, урбанизмот е друга. Знаете што? На жалост, урбанизмот ја украде архитектурата. Не е обратно. Нека се врати урбанизмот ке архитекти. Меѓутоа, друштво инаку програмира, одредува планирање, потреби, има некакви, не знам си какви. И сега тој јадникот финализира тамо некаква графика и огромен број на луѓе кои што не имаат тоа професија и на крајот одредено се запознаваат со таквите проблеми, не знаат дека програмирањето е поважно од цртежот.
Имаше, се сеќавам, имаше во мандатот на градоначалникот Петрески тим од експерти од секоја област, но за жал тој многу кратко постоеше. Бевте вие член на тимот кој што беше составен од представници од архитекти, имаше, значи од областа на урбанизмот, луѓе кои што беа покажани и докажани и кои што требаше да бидат некакви коректори на се она што се случува во градот од таа област. Значи имаше експерти од областа на туризмот, од областа на урбанизмот и така натаму. Тоа е добра идеја, но ете кратко траеше. Како идеја и не се реализира. Причината за краткотрајноста не е во советниците. Некаков таков коректор кој што ќе се грижи што ни се случува во градов. Затоа што другите се сепак лаици, граѓаните може да прокоментираат, но не ги знаат стручните работи. Кај што го споменавте тој период, јас можам да кажам дека програмата на Петрески во најголем дел што беше од урбанизација и да речеме архитектонски третман на градот, јас се изработам. Немам приметби јас зашто прекина соработката и дали воопшто се воспостави. А мислам дека е грешка. Знаете зашто? Затоа што никој не е роден за нешто друго, него за тоа што е. И можеме ние аматерски да се занимаваме со некакви работи, ама ќе сгрешиме. Знаете, најмногу во светов има архитекти и лекари. Секој правил кокошарик знае да направи објект. Кој што го боли завод, прошети го 100 души по чаршија ќе ви каже земи ова, записи аспирин, земи не знам некој медикамент, сите знаат. Ама никој ништо не знае де факто. Така и со ова. И сега Охрид заслужува големо внимание. Јас сакам да се вратам назад малку. Во 70-тите години Охрид имаше завод за урбанизам. Охрид се избори да направи институт за просторно планирање. Излезе од рамките на една малограѓанска касава, да речам, ајде, или, мислам, не ме свеќате погрешно, значи од еден провинцијски град излезе нешто што на крајот заврши во Скопје, ама тамо заврши, не продолжи до жалост. Значи ние доживавме декаденција. Во 70-тите години имавме полно планирање, него што имаме сега. Зашто? Која е причина? Дали гледате... Значи, односот на друштвото или на средината, во случајот, да речеме, на ајде на општината, ако е таа факт. Дали гледате некаква светла иднина во тој поглед, затоа што знаете што, некако сите во последно време сме индиферентни, зборуваме, ама не јавно, не сакаме да се замериме со никого, некако се прави зацкриено и си викаме па ако не е во нашиот двор, тоа нас не интересира. Значи, дали имаме капацитет, дали има луѓе во градов кои што јавно ќе говорат за се она што ни се случува, еве, конкретно сега зборуваме за делот на урбанизмот и деградацијата и некои решенја кои што се носат, кои што можеби нема да бидат добри за градот, може да се разговара и за сите други области. Имаме ли таков капацитет? Има ли уште луѓе во градов кои што јавно ќе излезат, ќе проговорат, ќе се заложат, ќе се борат за доброто на Охрид? Знаете што, треба да има шанса некој за да излезе. Па шансата сами треба да си ја создадеме. Да, ама не е така, затоа што имав еден период на ми е страв да кажам, се викаше, или не можам да кажам, или никој не вика не знам да кажам. Сите знаат да кажат. Ама викат неким да зборувам во камера, например. Колегиве ваши. За најобично прашање неким да зборувам во камера. Ама види, дали сонцево денеска вие врете, не знам, не сум од овде. Разбирате? Не знам зашто е тоа така, меѓутоа жално е што стигнавме во таква фаза на некакви односи. Не е во ред таа работа. Човекот е суштество кое што треба да гради, да предлага и да издржи ако го критикуваат. Не по секоја цена се разбира. Меѓутоа, тоа е. Зошто ние постоиме, да речеме, како град, прво. Што ние бараеме од Охрид? Има една чувена тамо се однесува за Америка, на жалост. Вика, не мисли ти што ти дал тебе Америка, што си дал ти за неа, од Кенеди, не ли чуване. Па се да размислиме што сме дали ние на Охрид, што ни дал тој нас. Па ние си имаме протекција од Охрид. Одите во било која болница во Скопје, кажите во Охрид предност имате. Па во Белград ако сакате. Па не знам си каде. Зашто? Затоа што секој дошол овде, па бил воодушевен од градов, може не бил од нас воодушевен, меѓутоа
ти дава некако приоритет. Но дали ако односи. и понатаму вршиме деградација на градов од секој аспект Да. зборувам, дали понатаму ќе бидат воодушевени, дали ќе сакаат да доаѓаат и Од нас туристите зависи. и сите. Од нас зависи. Во најголем дел зависи од нас. Ние не смееме да дозволиме. Не смееме да дозволиме прозаични или не знам се какви некакви случајности да го деградираат градот. Да речеме Дали немањето мислите- на градски клозети. Дали мислите дека еве со изградба на едно минаре со толкава висина ќе се направи штета на градот? Ете од ваш аспект. Јас од мој аспект ќе речем категорично. Дали се нарушува Независно од културите, тоа, дали се се работи- нарушува ликот на градот и така натаму. Тоа е многу голема доминанта, прво. Голема е. Не постои во толкава висина објект во градов. Огромен е. Некој да дискутирам, не сум спремен, зашто ми треба поголемо образложение за нешто, за да речам дали е во ред или не. На крајот на кришта, што воопшто значи моје мислење? Секој си има своје мислење. Меѓутоа, доминантиве кои се утврдуваат, тоа е многу сериозна работа. Нажалост, да не дојдеме во ситуација да се такмичиме. Една година правев една црква во едно село, во Македонија. Мала беше црквата. Дојде работата до комбанаријата. Захтевот на инвеститорот, знаете кој беше? Гледај да биде повисоко од џамијата. Зашто? И сваќате поентата? Искрено ви кажам, не сакам тоа да провејувам така. емисијата, Е, значи јас не ниту тоа ми е целта. Не, и не треба да биде. сакам сакам да се избегне тој аспект. Ние овдека живееме со сите етникуми, со сите верски заедници, значи векови наназад и сакам и така да биде и понатаму, но не треба да се носат решенија кои што ќе ги нарушат односите во секој поглед. За да не се носат решенија, да се фатиме по словото на тоа што го кажи легислативата, што кажува законот и нормативите и да се држиме прво до тоа. Ако ги промашиме ними, не може да дискутираме с друго ними. Ако ние одлучиме преку овие тела, што ги цитиравме во претходниот дел на емисијата, ако одлучиме, ќе направиме. Разбирате? 120 метра, ако треба. Па тогаш ќе биде и со добивање да на граѓаните, докажиме. и со сите, и со стручната јавност, Да. и со ќе бидат запазени сите постапки кои што треба. Значи нема тогаш веќе што да се дискутира за нешто, тоа ги поминало сите фази и дошло до крајната. Знаете што? Викат Хемингвеј, вика човек не е остров. И објектот не е сам за себе. Така? Објектот, било кој, не е сам за себе. Околу тој објект има други. Дали природни, дали други градби, дали било какви. И сега ти гледај па, немој да се тепаш со тие што се околу тебе. Дали на Димитри Зарчев како архитект, како охриѓанец, како човек на крајот на краиштата, има и некои други градби во градов што ви пречат, што ете ви ги нарушуваат некои визии на тоа што треба да биде охрид и што бил. Полесно прашање, знаете кој е? Дали има кои што не ви пречат? Значи, зарем толку имаме? Не, да не претеруваме. Тоа може и така да се е. Тогаш знаете што ќе треба да ја бараме вината во сите нас, ако до толку сме го деградирале градот. Па на некој начин, и тоа е точно. Не само со такви некакви објекти, со други. Да речеме со употреба на материјали. Овој законот што го цитиравме за... Вика, немојте да употребувате бехатони. Законот вика напишано. Немојте да правите тротоари во стариот Мислите на законот на Охрид? Па да, пропишено е, Да го читаме. прецизираме, да. Бехатони. Зашто бехатони? Затоа што не е вклопливо и така натака. Ајде, има градчиња овде што и праја. Ево да речеме Банско, актуелно ја ви гледам од разноразни екскурзии. Тамо јас поплочено е со камен. Значи со камени плочи. Ама баш какви, груби прилично, ама плочи камени. Сега, зашто камени? Некој не му се вендусе, прави мермер и века, што клам камења со рапави. Не, мермерки клам. Сега, дали едното, дали другото. Па сега да дискутираме, да идеме што е по памет. И на крајот на што се прилагодуваме? На една традиција, онаква каква што знаеме, од обични камења, од обични малтери, од обични греди, или пак сега ќе се луксуираме, ќе почнеме позлатени да правиме крстови, па не знам си вакви такви куполи,
па ќе избришиме, например, нема да клаваме керамика, ќе клаваме, не знам, олова, па ќе клаваме пљехови разноразни, лима и така натака, и то нема крај. Значи, треба да знаеме што сакаме. Голема студија треба да се прави за се ова. За примена на материјали, за изворни материјали, за локални, за традиционални, за како тоа е толку голема работа. Не случајно, сега ние можеме да направиме, актуелни се во светов, 300 метарски, дали кули, дали некакви објекти, 300, 400, и тоа се незамисливи висини се. Чак и во Скопје почна да прават. Сега, умните луѓе, да што викат? Абе, вика, скаливе од пожарливе се 28 метра до 32. Како ќе се качаме, аз не дај Боже, на 60 и кусур метра, со шо? Со падобран? Ке се надеваме дека нема да ни се случи пожар. Ама се случува. Не се надеваме дека ќе има земјотрес. Каква паника беше во Охрид од тие земјотресите. И то никакви не беше земјотрес, али паника. Водата ќе се крене, паника. Ние треба да заводиме сметка што правиме. Како го гледате Охрид во идни најве во низ вашата призма? Каков треба да ни биде градот? Треба да се потрудиме. Не, има една реченица многу како да ви кажам, експлоатирана. Сјајот на Охрид. Кога слушнам таа, мене паника ме фаќа од тој сјај. Колку поголем сјај, толку поголема темница имаме највеќе. Мислам, буквално, ние да се држиме прво, да задржиме габаритите што е можда онакви посетни и послободни, да не го заприме аерацијата, да не заприме, да имаме воздух, да имаме видик. Има ли уште надеж, затоа што веќе... Ама има доколку се однесува како што треба. Ако се однесуваме према активе што се носат на парламент, што се носат во советот на општината, што се носат во разни институции, па да се држиме за нив, да пробаме да се држиме еднаш. 5 години да се држиме, да видиш ке се случи. Верувате ли, уште не донесен закон, и го кршиме. А зашто ги носиме воопшто тоа? Рековме, значи, за да не се почитуваат за жал. Мислам дека Охрид е перспективен град, во секој случај. Независно од тоа што на времето паралата ни беше градиме индустрија, се рекламираме со туризам, ама живееме од индустријата. Сега индустријата ја немаме, туризмот полека некако на многу ниски грани паднат, да се потрудиме луѓето да доаѓаат овде кај нас, затоа што ќе бидат безбедни, затоа што ќе дишат чист воздух, ќе пијат добра вода, ќе имат забава и дека ќе се оред. И кога ќе направат фотографија на селфи, да име што да покажат зад нив. Имаме големи комплименти од овие. Јас не знам некој да дошол во град Охрид да не е воодушевен од Охрид. Нема таков, не постои, не сум сретнал. Ама може да е заради други работи, заради нехигиена, да речеме, да е луд. Дали сообраќај, ако нема да се паркират или го казнуваат кај што не треба. Заради некакви такви работи и не е задоволен. Имаше и многу туристи кои што не дошле, например, неколку години, кога имавме на експанзија градежна во градов и навистина веќе не го препознава. Да. Да не ни се случува и тоа, Да. да стане Охрид непрепознатлив. Лесно може да се случи. Ние сме должни да го чуваме. Овие археолози имаат еден израз инситу се вика. Са тоа инситу, значи недопирнато. Ние не можеме да го видиме недопирнато, градот расти, се развива. Да, мора да се има своја логика и сега ние треба да гледаме, ама да внимаваме. Да внимаваме, да не претераме, да не го нарушуваме она што ни го дале. Што останало и што вика што ти го дала природата, не го дорушиш. И да не се премолчува кога треба да се носат некои навистина важни решенја. И да се стави под критика, не под лупа, под 3 лупи и под микроскоп ако треба. Некоја, било која работа, која што може да значи некаква недолична состојба, од која што после ќе се срамиме, а не што ќе се срамиме, него што не ќе може да отстраниме. Критиката е секогаш добре дојдена ако е добронамерна и ако е во корис на некаква цел. Значи, и оваа емисија беше со таква намера. Да. Се надевам дека не задревме во ничии чувства. Некои работи ги ставивме само, како што рековте, под лупа, да станат повидливи и само со вака јавно зборување, мислам дека ќе се постигне целта која што сите ја посакуваме, а тоа е да нема деградација на градот и да ни остане препознатлив онаков каков што е. Критика да, критизерство не. Така.
се согласувам. Ви благодарам за учеството во Лупа, на вистина ми беше Јас задоволство. ви благодарам.